Почитувани, ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Јони и Бети Треноски. Како што добро знаете, секоја сабота ова време е резервирано за разговор со наши гости. Денес во студиово заедно со нас ќе ни се придружи господинот Сотир Костов, политички аналитичар, колумнист и публицист и поранешен обвинител. На самиот почеток на емисијава ви најавивме дел од темите за кои ќе говориме, а има и други теми, а ево и дел од нив. Учество на председателката Силјановска на Парискиот мировен форум. Председателката Силјановска Давкова во Париз се зборуваше за нови коалиции за мир, луѓето и планетата, регионалната соработка и иднината на младите. Како тоа ќе влијае врз Балканот и идните генерации, дали Македонија ќе добие конкретни придобивки или останува на декларации. Вечерва ќе откриеме дали председателката Силјановска Давкова донесе вистински дипломатски успех или само нови декларации. Реформа на јавната администрација, мит или реалност, нов закон и Академија за стручно усовршување, чекор кон европска администрација или само хартиена реформа. Дали станува збор за вистинска институционална реформа која може да создаде непартиска и професионална модерна администрација или повторно се работи за декларативни чекори во рамките на европската агенда. Вечерва, заедно со Костов, ќе ги расветлиме овие прашања за да ја разоткриеме вистината зад новиот закон и Академијата за стручно усовршување на јавната администрација. Контраверзии околу јавното претпријатие комунална хигиена. Приведените директори го отвараат прашањето за институционална одговорност, како ова ќе влијае врз довербата на граѓаните и политичките реакции. Дали ова е пример за одговорна институционална контрола или се користи како политички инструмент? Вечерва со господинот Костов ќе го анализираме овој случај кој ја тресе македонската јавност. Вечерва ќе дознаеме кој навистина е одговорен, институциите или политиката. Енергетиката како национален приоритет. Со господин Костов ќе зборуваме за енергетиката како стратегиска и национална тема. Дали изјавите и иницијативите за енергетска стабилност представуваат вистинска стратегија или се само политичка порака пред избори? Ќе анализираме улогата на државата во креирањето политики, контролата и транспарентноста на големите енергетски проекти. Дигитални закани и демократски процеси. Со Костов ќе зборуваме за тоа како лажните информации и алгоритмите на социјалните мрежи можат да го подкопаат демократскиот процес. Дигиталните закани растат. Дали младите на Балканот се доволно заштитени за да учествуваат активно во општествените процеси и како веродостојните информации стануваат клучен ресурс? Дали младите на Балканот ќе можат да се информираат и да учествуваат или ќе бидат залудно манипулирани? Втор круг на локалните избори, клучните општини и стратегии. Вечерва со господин Сотир Костов ќе ја разгледаме динамиката на вториот круг од локалните избори. Кои градови ќе бидат пресудни, кои коалиции ќе одлучат, како тоа влијае на гласачите и што всушност кажуваат граѓаните за довербата во партиите. Политички импликации од локалните избори и етничките пораки. Повиците за етничко гласање ги будат прашањата за интегритетот на изборите. Дали ова е изолиран инцидент или сигнал за длабоки проблеми во коалицијската политика или пак аларм за подлабоки проблеми во изборните кампањи? Вечерва со Костов ќе разговараме за влијанието на етничките пораки во изборните кампањи и како тие го обликуваат политичкиот пейсаж. Нашиот гостин ќе ни помогне да разбереме каде е границата помеѓу политичката риторика и можноста за прекршување на изборниот закон. Подгответе се за ексклузивна анализа на сите теми. Вечерва со нас во студио ќе биде Сотир Костов, еден од најдоверливите политички аналитичари, поранешен обвинител и врвен експерт за изборни процеси, а ни се придружи во студиово за да ги дискутираме темите за кои јас и Бети ги одлучивме да се најдат на агендата на вечерашново интервју. Локалните избори, енергетиката, енергетските предизвици, довербата во институциите, мировниот процес и многу други теми од кои ќе прилизат многу прашања за да дознаеме што всушност значат последните случувања за Македонија.
Подгответе се, почитувани, за вистински одговори. За многу кратко со нас ќе биде господин Сотир Костов, експерт за изборни процеси, поранешен обвинител и аналитичар со децении искуство. Вечерва нашиот гостин ќе каже што навистина значат последните политички настани за Македонија. Останете со нас, следете го разговорот и поставете прашања, почитувани, ќе ги вклучиме најдобрите. Во овие моменти, преку видео поврзување, го покануваме господин Сотир Костов да ни се придружи во студиово. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Господине Костов, добро утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро вечер за вас, Бети и Јон, дали ме слушате? Одлично, повеле. Добро. Како сте ми? Да сте ми живи и здрави? Супер. Добри? Супер, и покрај тоа што денеска ни ставија браник на гледаноста, ама ќе издржиме. Не можам да ве сватам у момент, ама очигледно некоја обструкција да не ви прават нешто. Сега така изгледа? Не се предавајте. Ја никој пат не сум го сватил светот на социјалните мрежи од аспект бидејќи не е законски регулиран и едноставно се додека тоа не се направи, јас мислам дека ќе има такви упади, ама упорноста досега никој не ја победил. Поздрав до сите во Австралија. Гледам сте ми припремиле многу сериозни и актуелни теми и прашања. Ајде да работиме, бидејќи ви најавив дека денеска ќе сме малку лимитирани со времето, ама тоа не значи дека нема да имаме интересен разговор. Ајде да си ја завршам и обврската, да ве поздравам и јас, да не испадне дека сум ви луд. Добро утро и од мене. Добро ни дојдовте и денес и што одговорите позитивно на нашата покана. Вечерва ќе се обидеме да анализираме се она што имаме припремано на сите тие прашања. Се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите оние кои што се или кои што ќе бидат заедно со нас покасно. И по обичај, ако има некој од гледачите да постави прашање кое што не е опфатено во нашата агенда вечерва, ќе ви бидат ставени на екран, ќе ги прочитаме и доколку најдете за сходност и доколку има време, можете тоа да го направите и да одговорите на истите. Ќе се обидиме. На 31. октомври, пред еден ден, вчера, во Скопје се одбележа 25 години од усвоењето на резолуцијата 1325 на Обединетите нации, но и после 25 години од освојувањето на оваа резолуција во Обединетите нации, која ја постави рамката за учество на жените во мирот и безбедноста, се чини дека формалното учество на жените во мировните процеси се уште е символично, со само 7% жени преговарачи во минатата година. Од ваше искуство како политичка аналитичар, кои се главните политички и институционални бариери кои го спречуваат вистинското вклучување на жените во процесите на донесување одлуки и какви мерки би биле најефикасни за нивното надминување? Јон, може би веднаш на прва ќе те разочарам, па најголема бариера сме ние машките, да ти кажам. Јас сум многу отворен. Јас сум многу отворен. Во бурните 2017 и 2018 година, прв пат на јавната политичка и општествена сцена, прв кажав во Македонија дека на Македонија и треба женска рака. Тоа го повторив во предвечерието на парламентарните и председателските избори и кога работев една голема проект на едукација, тренинг и обука со најголемата политичка партија во Република Македонија и кога видов како најорганизираниот сегмент од таа партија во тој момент е унијата на жени. Јас сум непоправлив во моето мислење дека ние сме некоректни кон жените во поглед на јавниот живот, оно што се однесува жена, мајка, сестра, тоа сме коректни, ама као да повеќе се ги сакаме дома као домакинки. И тука да ни се пред нас и до нас. Не, сите статистики во Македонија од бизнис секторот покажуваат дека жените се многу поуспешни. Сега некои такви статистики за политичкиот сегмент немаме, ама од моето искуство на она што јас го работам, гледам дека со многу понапредни идеи, многу поодлучни, ајде да не речам така енергични за нешто да променат
нешто ново, иновативно, креативно да несат на јавната сцена во општествениот живот пошироко и малку потесно во политиката се жените. Сега, ние сме малку некоректни, ние малку декларативно се изјаснуваме, да, жените ќе бидат застапени и така натаму, ама секој пат кога доаѓа момент да предлагаме за функција, за изборна, за именување, се повеќе си гледаме малку машки шовинистички. Добро, има време, нека почека, млада и така натаму. Јас немам скруполи, причина што со доволна дистанца ги гледам процесите, односите и сословите во Република Македонија и мислам дека жената, сега ќе кажам метафора, мајка, жената жена, жената сестра, девојка, партнерка и активна жена во општеството и државата, мислам на Македонија, заслужува поголемо внимание и ајде и он да бидеме малку искрени. Приватно, кој го води нашиот живот, бе? Секој пат жените кои имаат дома главниот збор. Зошто тоа не си го признаеме јавно? Зошто тоа не го пресликаме таа матрица во јавниот живот? Јас ви тврдам ке сме многу поуспешни, секако ние нема да бидеме маргинализирани, ама никако, не знам, јас сум единец воспитан од една мајка која беше образована правничка, многу амбициозна во поглед на нејната кариера, на својот син единец, и така да имам можеби еден лик на жена која успеала во животот и лично мислам дека ние на жените треба многу поголемо внимание, ама суштински практично да им дозволиме, а не декларативно. Истото тоа се однесува и за сегашната моја животна партнерка. Лично мислам дека секој пат кога ги правев грешките во животот, таа беше тука да ме коригира и да ме насочи како што треба, и мислам дека треба малку многу по-коректни, ајде да се изразам со политички речник, по-парламентарни да бидеме за жените. Така да мојот лајк за жените, ова многу нема да им се бендиса на машката популација, ама ја од секој пат влегувам во клинч со моите машки пријатели и лично мислам дека овој став можам да го одбрнам. Јас сум првиот на списокот кој ве поддржува во тие тези. Да, ти благодарам. Ја и ти имаме разбирање. Одлично кажано. По договор. Јавно. Так. Иначе комплименти за Силјановска, таа се залага, таа се обидува. Видите, се ова можеби... Тоа сакам да ве прашам за говорот на председателката Гордана Силјановска-Давкова и евроамбасадорот Михалис Рокас. Беше нагласено дека женското лидерство е клучно за траен и правен мир. Сепак, практичната реалност покажува дека многу ветувања остануваат неисполнети, а насилството врз жените во конфликтите се зголемува. Како според вас политичките лидери и институциите во Македонија можат да обезбедат конкретни и одржливи резултати за заштита на жените и нивно активно учество во безбедносните и политичките процеси, и кои конкретни чекори можат да се преземат на локално ниво за да се превентира родово засновано насилство и да се промовира женското лидерство? Видите, за родово насилство не сакам да зборувам, тоа е срамата што се случува во 21 век и сум против тоа и едноставно сакам тоа да го искорениме. Мислам институциите не работат доволно ефикасно, ама мораме да ги поддржуваме и мораме сите заеднички да се бориме да тоа се спречи. Видите, вака да ви кажам сега. Ај малку да повикаме на помош, како беше она позови пријателја, историјата и традицијата. Ако сакате ќе отидеме многу далеку до Роза Луксембург, ако сакате ќе отидеме до чличната лејди на Велика Британија Маргарет Тачер, ако сакате ќе отидеме до Мути, до германската канцеларка која пред некоја година се повлече Ангела Меркел, тоа се примери, ги има многу, мајка Тереза, ако сакате можеме исто така да збориме, ги има многу успешни жени кои покажале како се води светот, како се води држава, како се води организација и што значи во вистинска смисла на зборот лидершип.
Не знам зошто не сакаме да учиме, не знам зошто не сакаме во поголема мера тоа да го примениме во Македонија, од причина што историјата на Македонија од Румена војвода до денес покажува дека ние сме имале и храбри, и способни жени, и жени кои знаат, ама и што е најбитно, умеат. Имав една аналитика пред мене пред известно време од мојот братучет Дане за во бизнис секторот ми ја даваш и ми вика на каладаречки ми вика Бацко, еве ги жените се вика поуспешни од нас. Па викам Дане, браво, и он е некој бизнисмен таму, тера бизнис, винарство и така натаму, и викам вака треба да сме отворени, вака треба да сме коректни и искрени кон самите нас и да ги поддржиме жените. Само ни да, и сега да не зборам за Индира Ганди и така натаму големите. Да спомнеме Клеопатра, македонката. Видиш ти отиде подалеку, алал да ти е, браво. Па добро, треба да ме подсетуваш. Значи, Клеопатра е синоним на женскиот свет. Клеопатра е синоним на цврста рака, ама Клеопатра е синоним и на визионерка. Поставила она многу работи, а па генот си го има од нашите македонски војсковоđи кои светот и така натаму. Значи, мојата поддршка за жените не е декларативна, Секој пат кога сум правил едукација, обука и тренинг, подеднакво сум ги форсирал припадничките на женскиот пол со машките, дури некој пат сум бил и неправеден кон машките, сум давал примери повеќе, види како може, види како знае, и од историјата, и од телниот живот, па ми било замерувано. Уште еднаш, и тука завршувам по ова прашање, секоја моја поддршка, и се надевам не само моја за жените, може тоа 7% срамно, тоа е беден проценат, да ви кажам. Жените имаат поголеми видици од нас, мораме да признаеме, и се многу поенергични. Ја гледам дома кога одлучуваме, јас секој пат анализирам, јас сум голем, она киша ко краговерца, тап, Билјанче пресечува и вика вака ќе биде. Па тоа му треба на овој свет, а простите и на Македонија и треба тоа. Так. Председателката Гордана Силјановска-Давкова на 29 и 30 октомври учествуваше на Парискиот мировен форум 2025 кој го потенцираше значењето на регионалната соработка и новите глобални коалиции за мир, луѓето и планетата. На форумот таа зборуваше за тоа дека идните генерации на Балканот треба да растат во средина на доверба и соработка меѓу државите, го истакна и регионалното единство како клучен елемент за стабилноста и развој. Според вас, колку е значајно учеството на Македонија во вакви регионални иницијативи и како тоа може да влијае на позицијата на земјата и на целиот Балкан? Види, Јон, ќе ве подсетам сега во нашата публичка историја. Имавме лидер, првиот председател, Киро Глигоров, за кој неам лошо мислење, ама мислам дека се претера кога се каже дека е татко прв на нацијата и така натаму. Па добро, не ни донесе војна, тоа му беше доблеста, ама имаше една погрешна надворешна политика, еквидистанца, ако се сеќавате. Па еквидистанца е многу поспротивна од регионална политика, а единствениот период во демократијата кога се бавев со политика 98-2000 година со алтернатива, Васил Тупурковски, сега добро, ореолот на југословенство тој го има, ама се залагаше за регионална соработка, регионален економски развој и велеше тоа единствениот пат на Македонија во одење на поширокото семејство Европската унија. Значи сме имале пример како треба. Не знам зошто поминаа 25 години, ние во доволна мера не го користиме тоа. Денеска, ама и од порано сум бил убеден, ние, имајќи ги во предвид сите обструкции што не ги прави јужниот сосед, обструкциите што не ги прави источниот сосед, од време на време што не ги прават и другите соседи, ама велам, од време на време, ние мора да сватиме дека мораме со нив да седнеме на маса, да договараме вистинско добрососедство, не она формално по оние срамни договори, и диалог за соработка
и развој економски, социјален и не знам каков. Па само преку и да одиме отворен Балкан, она иницијатива, земјите на југоисточна Европа со една визија влез во Европска унија и така натаму, а не едни за, други обструкција. Значи, јас сум длабоко убеден, ако воопшто некој пат влеземе во Европска унија, бидејќи јас сум скептик за она што се случува во Европска унија, ама не сум против Европска унија, ние мораме да го поминеме развојот во регионалната соработка и развој. Ако тоа не го сватиме во вистинска смисла на зборот, нашите лидери, ако не се потрудат на дело тоа да го направат, а имаме добри примери, еве Србија ќе ја спомнам, еве Хрватска ќе ја спомнам, еве Словенија ќе ја спомнам, во последно време и Црна Гора, тогаш сме ние на прав пат. Значи, сум за регионална соработка, не сум за некои опасни, не опасни, него да речеме крути рамки на некои нови организации, бидејќи тоа е па закочување на евроинтеграцијскиот процес, ако се вгнездуваме во некои нови регионални организации, него за отворена соработка. Како беше Open Balkan, одамо до на воздухопловството, отворено небо, отворен Балкан, ајде да се обединиме и така, пазете, така обединити ќе сме помокни и нема да им дозволиме на бирократите од Брисел да играат мајтап со нас. Без регионална соработка, јас тврдам, нема напредок, нема приближување кон бирократската Европска унија и ќе си талкаме во место. Во рамки на форумот, председателката Силјановска Давкова истакна дека лажните информации и профитно базираните алгоритми на социјалните мрежи можат да ги поткопат демократските процеси. Таа нагласи дека младите генерации мора да имаат пристап до веродостојни информации за да можат активно да учествуваат во општествените процеси. Колку овие дигитални закани влијаат врз младите на Балканот и нивната способност, се разбира, за соработка и што може да се направи за да се заштити јавниот дискурс? Влијаат во голема мера негативно. Јас во тој свет малку сум присутен, ама од најмладиот мој син доста добро сум информиран, дека таму има многу дезинформации, дека таму има многу негативни и штетни појави и лекот е само во дерегулација на моменталната хаос состојба, почнување од нула и за почеток цврста регулација на таа сфера во целина, законска, па ако сакате и уставна регулација, и потоа на малата сфера, на медиумската сфера, изедначување на социјалните медиуми со класичните медиуми, ама во смисла на одговорноста. Не може да има плювање, претходно дезинформации, лаги, плювање, валкање на личности, без докази, без аргументи и никој за тоа да не одговара. Мораме да издигнеме таа култура на социјални мрежи или поточно речено во тој дигитален свет на многу пониско ниво, ама тоа издигнување може да биде само преку ставање на преден план на одговорноста, на моралот и на етиката. Не може Сотир Костов да е изложен на јавноста 30 години и некои си анонимуси, со некои си иконки, не знам какви имиња си ставаат, да вреѓаат, да пцуваат по жени, да колнат деца и така натаму. Гледаме дека нашите млади се подлежни на такви влијани и го прифаќаат тој поган, би рекол, јазик и имаме нуспојави. Само со едукација, само со укажување дека твој дигитален свет е напреден, ама и опасен, дека има на втора, на трета кривина не чекаат некои, не вребаат, како се вика, не темнат некои опасности и мораме да си го едуцираме младите генерации да внимават. Тука многу треба да помогне образовниот систем, уште од најрани години, не мора на час да се оди со
мобилен телефон, не мора да се праќаат таму лајкови, мајкови, срценца, мрценца, ова, она, туку да се следи наставата, а дел од таа настава да биде посветена на тој дигитален свет. Бидејќи, кога сакам јас да, без да навредувам, велам, дечки, јас сум аналоген тип, ја не сум дигитален тип, јас сум човек на 19 век, ама на тој начин ја кажувам дека не одам во тој ваш свет со 100%, бидејќи таму е хаос. Тука проработува малку тој мој синдром или комплекс, да го речам, правнички, каде што се сакаме да ни е средено во случајов, бидејќи нашите деца се будат со дигитален свет, нашите деца доручкуваат со мобилен, нашите деца на најсветлите ручуци ги стават мобилните на маса. Ја мислам тоа треба од фамилијата прво да се тргне настрана. Образовниот процес да е многу построг, само така ќе стекнат навики дека реалниот живот е многу поубав, многу посодржаен и квалитетен отколку дигиталниот. И сега да не бидам погрешно сватен, не сум против дигиталниот свет, ама сум против ваквиот дигитален свет, каде секој секому може нешто да му рече, да го навреди и да накриви шапката и да не одговара. Само уставна и законска регулација. И одговорност на преден план. Така. Форумот ја отвори темата за нови коалиции за мирот, луѓето и планетата, поврзувајќи ја глобалната политика со човекови права, мир и одржлив развој. Председателката во нејзиното обраќање покажа како овие цели се поврзани со регионалните приоритети и еднината на младите на Балканот. Господине Костов, од аспект на долгогодишен политички аналитичар, дали учеството на председателката Силјана Скадавкова и нејзиното обраќање за идните генерации може да донесе конкретни придобивки за Македонија и целиот регион и какви? Ја мислам може и еве донеса вие како активни актери на медиумот и на јавниот живот правите интервјуа со нас, луѓето кои си дозволуваме да анализираме, да доносиме констатации, заклучоци и така натаму, и со самото актуализација на таа работа тоа се допринесува. Ама сега вака ја малку председателка, тај право ќе речем, ја сваќам и како едукаторка, професорка, она колку и да сака да излезе од таа улога, она не може да излезе, ама ја прифаќам. Ја во голема мера таа улога на председателката ја прифаќам, бидејќи ни укажува каде грешиме во воспитно-образовниот процес кон младите и ни укажува зошто децата ни бегаат во странство. Зошто децата во Македонија не гледат свој живот, не гледат перспектива. Значи, треба малку прстите да ги ставиме на чело, да се подзамислиме, да го активираме нашето рацио, да видиме каде грешиме. Ако треба, ќе земеме странски искуства, ќе ги прилагодиме на македонскиот контекст, ќе ги примениме и ќе ги чекаме првите резултати. Инаку, формално гледано, само вакви форуми светски, европски не ни помагаат. Имплементација ни треба. Ни треба она што нашите лидери ќе го почнат, ќе го зачнат, политичките фактори, ама не само политичките фактори знаат да скренат, општествените фактори, а особено граѓанскиот сектор да се зајакне и да действуваме едукативно и етички морално кон нашите млади. Тие се нашата иднина. Ние направивме што направивме, некои работи ги утнавме и затоа сега со оваа корекција треба колку толку да си ги гревовите отплатиме. Една од најактуелните теми во последниот период е реформата на јавната администрација. Министерот за јавна администрација Горан Минчев најави нов закон и реформирање Академија за стручно усовршување на административните службеници, чекор што според него ќе постави темели за модерна, стручна и европска администрација. Господине Костов, министерот Минчев зборува за нова ера на модерна и европска администрација. Но дали во реалноста овој закон е
Академијата за обука представуваат суштинска институционална реформа или повеќе декларативен чекор во рамките на Европската агенда? И каде ја гледате политичката волја? Дали институциите навистина се подготвени да ја напуштат партиската логика во администрацијата? Ова второ прашање е тешко прашање. Бети, ајде да ти одговорам на првото прашање, прво да се обидам. Вака, ја не сум љубител, не сум фан на таа академија, добро замислена, во практиката многу лошо се покажа, ќе дојдат едните, своите луѓе ќе ги стават, ќе дојдат другите, објективен сум, не одам само на една опција. Ќе дојдат, да не речем и третите, ќе си направат синови, имаме примери председатели на собрание, она како си ги форсира своите. Бети, тоа не е реформа на администрација. Кога јас во цивилното воздухопловство 99-2001 година со мојот тим ја правев првата реформа, ја отидов во Ирска, ја отидов во Велика Британија и го проучив тие два случаја, успесите, посебно кај ирците, а од соработка со моите колеги, случајот на Нов Зеланд го проучив. Пазете, ве враќам назад 25 години. Јас ви тврдам дека ако сакаме ние да направиме вистински, а пази, после 25 години ние пак зборуваме, ние тогаш направивме успешна реорганизација и реформа на цивилното воздухопловство и први влеговме во Европската унија, бидејќи сите меѓународни организации не примија со исполнети стандарди. Зошто бе Македонија не може во администрацијата да го направи тоа? Прво треба да се организираме така, секој да се ја врши својата работа. Кога јас ќе дојдам на шалтер, не може на телефон некоја господја или некој господин да разговара, ја ќе му тропнам, ќе ми рече вака со раката почекај. Не може тоа. Тоа во западен свет е недозволено. Често одам ја кај моите роднини во Франција, одам по шалтери кога со братучедите таму некои работи ги завршуваме, не бре луѓе, тоа го нема. Или во една голема хала сите седат, на микрофон те викаат, од 1 до 16 број има шалтер, на едниот едно вршиш, на другиот трето, ти завршуваш таму за саат време 3, 4, 5 работи. Кај нас за месец дена тоа не може да го забави. Значи прво треба прво регулација, после добра организација и третото, можеби и најбитното, на вистинските места правите луѓе, умешните, способните, а претходно едуцираните. Ама не само едуцираните, затоа што не можеме ние се само факултетлии. Се има луѓе со средно образование, со средно специализирано образование, кои може да дадат добра услуга. Ама мораме да ги образоваме дека ние сме клиенти од другата страна на стаклото, дека од нас зависат, дека ние ги плаќаме со даноците и дека ние штум ќе влеземе во таа административна зграда, просторија, не знам што, они треба да завршат со муабетот, они треба да завршат со гледање во телефонот или во лаптопот и да речат повелете господјо, повелете господине. Јас само таква реформа признавам. И се од друга страна, морам да кажам, она што ја удирам рецки секој ден во моите тефтери алваџиски, така си ги велам ја, бидејќи тоа уште го правам мануелно, а не го правам во лаптопот што ми го дава синот и така натаму, морам да приметам дека овој министер, иако не сум негов фан, знаејќи кој беше, што беше претходно со СДСМ и со Бранко Црвенковски, овој министер малку ги размрда работите во таа област. Се обидува, дава прва шанса, дава втора шанса, некако прво одма му рипнавме, кој каже ќе едуцира, ќе преквалификува, ама пазете, тоа е знак за социјално општество. Тоа е знак дека еве, на некоја група 20, 30, 50, 60 илјади луѓе, ние ќе ги преквалификуваме, ние ќе ги доедуцираме и ќе им даеме втора шанса. Према тоа, како на јавноста и се представува динамиката на работа, јас верувам дека таму веќе имаме почетни резултати. Од она што слушам што се спрема малку поостро и строго да се донесе, ја мислам дека сме на добар пат овој пат да направиме вистинска реформа. А академијата, прости бети, ја лично мислам дека академијата е криво насадено дрво во правосудството, за судството
за обвинителството, За лоши плодови. а и сега ова академија за администрација. Ако се постави као правосудството и академијата и за судството, ќе биде погрешно. А ако се постави на вистински темели со искуство од земјите кои веќе се покажале, сега има некои нови звезди. Ја кажувам времето кога ја работев реформа во областа каде што работев. Ама зошто ќе пуштиме луѓе, сега слушам скандинавските се многу добри. Норвешка е за Данска и Шведска да не збориме. Ма не ги близко се, не се далеку сега со овие ефтини летови. Нека идат, нека проучат, нека дојдат. Како беше она лепење, сечење не бива, ама период од 1, 2, 3 месеци прилагодување на контекстот, нашата татковина Република Македонија, и ајде да одиме во имплементација. Само така мислам дека таа академија е повеќе од потребна на Република Македонија, ама поставена на здрави темели, со јасна визија какви луѓе треба да ни продуцира. А знаете какви треба да ни продуцира? Прво, со висока административна култура, второ, ефикасни и трето, дисциплинирани. Ако овие три услови бидат задоволени, ние ќе одиме во насока на земја со добра, подобрена, не болна администрација. Сега за сега ни е болна администрацијата, да ви кажам. Така. Законот предвидува стручно усовршување и континуирана обука, но јавноста често е скептична, без јасна одговорност и етички стандарди, секоја обука може да остане само на хартија. Како поранешен обвинител, знаете дека реформите во администрацијата често се сотираат со прашањето на одговорност и етика. Дали новиот закон за стручно усовршување може реално да создаде култура на отчетност и професионализам, или без паралелни механизми за дисциплинска и правна одговорност се ќе остане на обука без суштинска промена? Да, може, доколку ова второво, контролните механизми се постават на ниво, бидат ригорозни во детектирање на аномалиите и обидите за нивно преправање. Ако тоа се направи, лично мислам дека сме на добар пат. Ако тоа не се направи, пак остануваме состојба статус-кво и само ќе сме декларативни и со добри желби, ама слаби реализации. Јавната администрација не е само сервис, туку и дел од демократскиот систем. Нејзината независност и професионалност често се одразуваат врз довербата во изборните процеси. Како експерт за избори и политички процеси, дали професионализацијата на администрацијата може индиректно да влијае врз довербата во изборниот процес и во институциите воопшто? Односно, може ли јавна служба, што навистина е непартиска, да стане темел за фер избори и посилна демократија? Без дилеми да, не треба да се плашиме од професионализација, не треба да се плашиме ако мојот, твојот човек не биде ставен као партиски човек, дека ќе опадне гласањето, тоест како да кажем, преференцијата за една, друга, втора, трета, четврта политичка опција. Напротив, професионализмот ќе донесе многу подобри и ефикасни односи во администрацијата, а тоа ќе биде пример како па треба во областа на избори и изборни кампањи, работите да се обавуваат фер, демократски, слободно, кредибилно и така натаму. Така да тука немам никакви дилеми дека да, нам таква професионализација не е потребна, и ако малку подалеку односот си погледнеме, ќе видиме дека во развиените западни земји нивните администрации се професионални. Таму нема менување на комплетна администрација, туку врвот менаџментот, а ние, како беше, одиме до чистачката, Заев како велиш? Да, Заев. До чуварот, па не бива така. До поштарот, до курирот, не бива таа работа, не бива. Министерот најавува Академија за обука и нов систем на стручни обуки, но реформите често запнуваат при реализација. Кои се најголемите практични предизвици што ги очекуваат во имплементацијата на законот и на Академијата, и дали има реални механизми за нивно надминување? Најголем предизвик е замисленото во Министерството
да влезе, да ги отвори вратите на институциите, државни и јавни, владини, отприлика две, сега ја додавам владини, да навлезе таму, да даде многу добра програма со солидна динамика, што и како на краток рок, на среден рок и долгорочно да се направи, и тоа добро замисленото во нечија канцеларија на некој експерт ќе биде реализирано. Ако така не се направи, ако само излегуваме на пресконференција, ако само на овие табливе за презентации покажуваме вака ќе биде, онака ќе биде, а не сме навлезени во, знаете зашто велам да навлеземе, така метафорично кажувам, вратите, бирократијата само така ќе ја победиме јон. Значи, ако удриме во коренот неизин, а бирократијата, каде е коренот? Зачаурена во својот ќош, во својата канцеларија, каде господари, и кога ние на шалтерот ќе дојдиме, или сме соочени со корупција, ни бараат, или не добиваме услуга. Кога тоа ќе го смениме, јас тврдам дека ние ќе имаме во вистинска смисла на зборот и реформа, и професионална администрација, и добро ова што ме прашувате сега, добро имплементирана програма, која е добро спакувана, ама најбитно е да биде реализирана. Секој пат крајната фаза за мене од секој процес е најбитен. Ти можеш да замислиш Венера, Марс да го донесеш овде, ние да идеме тамо. Ако не ги дадеш алатките, ако не дадеш како тоа се постигне, тоа останува фикција, и затоа велиме научна фантастика. Овој пат не треба да биде научна фантастика, овој пат треба да биде, како ја имам една книга, еден практикум 2004 година напишано во склопот на децентрализацијата што донесуваме, баш вака со прашање наслов: како до ефикасна управа. И нема, тамо објаснувам како неколку земји ги зимав као кейс стади и кажував што се треба да биде направено во Македонија. Во прва фаза се направи, ама кога дојде она територијалната поделба, кога дојде оние закачки, етнички да правиме енклави, се отиде у, да не кажам ушо. Некои прашања не заслужуваат одговор, такво беше. Да. Така. Кога сме кај некои земји, дали сметате дека искуството од Генералната дирекција за администрација и јавна служба на Франција може директно да се пренесе кај нас, или ќе биде потребна значителна адапција за македонските услови? И првото да, и второто да. Еве во воздухопловството од Air France и од Civil Aviation of France имам јас имплементирано со мојот тим експерти. Јас сум бил директорот, главниот, ама сум ги зимал најдобрите, сум ги носел на обука и во Македонија сме имплементиране, сме успеале. Со една врвна светска авиосила, тогаш подпишавме договор, подписник бев ја, тогаш немаше Open Sky, туку договори билатерални за развој на авиособраќајот, и бевме успешни. Тогаш многу ни помогна и министерот за транспорт и заменик министерот на транспорт во Франција, имавме во Кей д'Орсеј неколку состаноци, нашиот амбасадор Јордан Плевнеш тогаш многу ни помогна, знам, со неговиот тим, и и пази, донесовме во Македонија договор со Republic of Macedonia, а не она Фиром Миром. Значи, тоа никој пат нема на французите да го заборавам, бидејќи во историјата тие многу биле некоректни кон нас, така ни учи историјата, ама имаме и светли примери. Зошто да не се обидеме тоа да го донесеме овде со обавезна, како се вика, трансформација и прилагодување. Иначе, копи-пейст од Франција во Македонија осудено на неуспех. А убаво прилагодување, зимање на спецификите македонски, оценување што е најефикасно од Франција и ставање во нашиот систем е вистинскиот пат. На почетокот на неделава, по наредба на Основното јавно обвинителство Скопје, беше приведен Сабахадин Рустеми, директорот на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје, и Аки Саити, раководител во истото претпријатие. Тие се товарат за кривичното дело од член 230 од Кривичниот законник, односно загрозување на животната средина и природата со отпад. Господине Костов, како го оценувате овој случај од правна, но и од политичка перспектива,
И што кажува за институционалната одговорност во јавните предпријатија, за можните импликации врз локалните власти и какво влијание може да има врз довербата на граѓаните во управување со комуналните услуги? Вака, добар гест на обвинителството, она што најмногу го критикувам јас, али добар гест е ова, добар потек. Сега јас сум присталица болje икад него никад. Малку задоцне, бидејќи дојдевме во позиција во екна изборна кампања да збориме за ставорци во Скопје. И тоа некој од тоа да си прави рилсови, како се вика ова модерно, мини видеа и додиме кампања, антикампања, црна кампања и сива кампања. Срамота е тоа за Македонија. Сега, длабоко сум убеден дека само овие два господини не се виновни за таа состојба. Јас ги имам проучувано во еден дел од мојот живот, работен век, јавните предпријатија, кои ми беа малку далеки, па сакав да си ги приближам како аналитичар кој треба да дава во дадени моменти одговори. Ја приметив дека таму има некои фелери што треба да се исправат. Имаме извршни директори, имаме управни одбори, имаме надзорни одбори, тој некој триаголник не функционира како што треба и имаме над нив политичка волја лорд мерот, градоначалникот. Го имаме советот на општината, ги имаме сите фракции политички и сега кој ќе надвладе и сега пазете. Те криви биле председателите на управните одбори, те криви биле партиите, те криво било мнозинството, те криво било Рајко Петко. Не да се разбереме. Ќе ви дадам еден пример, сега ќе ни биде јасно, ќе им биде јасно и на слушателите и гледачите. Значи, избројав 8 градоначалници на Скопје од 1991 година. Вклучително со сегашната градоначалничка. Како можеше до пред 4 години тие градоначалници, да не ги спомнувам, од Шилегов, преку Јоеке Кеновски далекото време, Трифун Костовски, градителот на Скопје, сега патиштава што не ги прави, кому беше име? Ке ми текне. Сите тие кои, ево и Ристо Пенов, имале еден или два мандата, помалку или повеќе успешно се справувале со тој проблем и немале вакви проблеми како сега што ни се направија во последните 3 години. Значи, мој прв заклучок е да не лутаме во барање на одговорноста. Одговорноста има пирамида, на врвот е градоначалникот. Ако не успеал барем со еден од 5-6 субјекти што ги набројав, да се договори, вината ќе ја бараме прво во себе. Ако сум јас тоа градоначалникот, јас сум виновен. Секако не сакам да ги аменувам, да ги амнестирам, ниту управните одбори, ниту директорите на јавните предпријатија, ниту советот на град Скопје. Ма како можело 31 година да функционира на солидно ниво Скопје да биде дотерувано, барем од КГН-ска гледна точка, а за овие 3 години не. Значи се работи за карактер, се работи за инат, се работи за тврдоглавост и се работи за неизвршување на основните задачи во градот Скопје. Длабоко сум убеден дека на тие луѓе не се сами двојцата приведени и веќе притворени, на кои им се води кривична постапка. Длабоко сум убеден дека некој им рекол нема да го собирате ѓубрето, ќе направиме тоа и тоа, за да некој го искористи тоа во изборната кампања. Сега обвинителството треба малку да погледне по широката, по големата слика и да виде кој е тој некој. Ја не сакам да преюдицирам, тоа преюдицирам, ама да се виде кој му го направи овој срам и блам на Скопје, кој никој пат не треба да се повтори. Мислам дека фатив се за ова работа. Да не оставиме кусок Коце Трајановски, се вика. Коце Трајановски, морам ти кажам дека са Бајле рано сум дојден од... Бети рече, ама не го слушнете, ма не сакавме да прекинеме. Патувавме да дојдеме за да го направиме интервјуто и видиш малку добро сте, добри. Концентриран, ми текна Коце Трајановски. Нека ми извини и Коце. Не. Со оглед на тоа што случајот со јавното предпријатие Комунална хигиена се случи во периодот на локалната изборна кампања,
Како мислите дека овие настани може да влијаат врз перцепцијата на граѓаните кон актуелната локална власт и врз исходот на изборите? Дали вакви институционални проблеми се користат или може да се користат како политички аргумент од страна на опозицијата? Влијаат, лошо влијаат. Пети, јас сум пензионер кој у денот поминува од трафика за весници до 3 кафиша различни кај што ги пијам на едно место кафето, на друго место чајот, разговарам со луѓе, па чат-пат кидам и во центар улица Македонија, па со познаниците, со досегашните соработници ќе поразговарам и така натаму, многу лошо влијаат. Ама, дека ќе имаат некое не знам какво влијание врз изборниот исход нема да има, од причина што веќе изборите во првиот круг во најголема мера се решија, ама е срамно тоа да се искористува во видео спотови, рилови и така натаму за кампања и стаорци. Главна улога стаорец. Па луѓе бре, работам кампањи 34 години, тоа е срамота. И како метафора е срамота тоа. Ние други главни улоги треба да имаме во такви пиар алатки. Така да лично мислам, еве денеска сме сабота, утре сме недела, вториот круг, ја лично мислам нема да има тоа некое влијание, искуството тоа ми го покажува, ама е срамота како појава. Не смее такво нешто да се случува. 21 век, трета деценија, евроинтеграции, сакаме висока култура, ниво на култура општа, општествена, политичка, ако сакате и домашна. Тоа не смее така да се случи. Господине Костов, рековте срамота, тоа дел од срамот го снесуваат и медијата. Ние во тој момент одбивме да ставаме на вести такво нешто кое е срам во за светот за нас македонците. Воопшто не го спомнавме тоа ни. Да. Па види сега, имаш медиум и медиум. Медиум кој има стандарди високи, значи вие не го знаев, немам причина да не ви верувам, и медиум кој тоа го прави спротивното, ги симнува стандардите и се обидува некого да го зацрни. Да бараат сензационализам, да истакнат повеќе гледаност без да размислат дека и штетат на самата држава и на македонскиот народ. Многу си во право, Јон. Ја кога ме прашува зошто те нема толку на социјалните мрежи, па знаеш колку кликови, лајкови ќе добиеш, луѓе бре. Јас сум 69 години, ја не живеам за лајкови. Јас живеам за влијание надвор од моето семејство. Значи, кога ќе отргнам приватниот живот, кога ќе оставам на втор план, бидејќи на преден план ми е семејството, од сопругата, децата, внуците и најблиската роднина, јас живеам за влијание, не моки. Да имам влијание со моите настапи на еден квантум луѓе, и јас кога ќе одам по градовите, кога ќе ми кажат ова добро го кажа, ова не го кажа добро, она, ја тогаш уживам, јас тогаш гледам дека ова што го работам не е попусто, а верувајте ми, апсолутно лајкови, гледаност не ме занима. Ова не го сваќате во буквална смисла на зборот, ама не живеам за да го дочекам тоа. Не. Јас знам кога по телефон ќе ми се јават, кога SMS порака ќе ми напишат, кога во кафаната ќе ми приидат, кога на улица ќе ме застанат, ќе ми кажат нешто одобрувачки, критика, примедба, јас знам дека тогаш сум успеал. А овие не се лажни, има и многу искрени лајкови, и многу искрена гледаност, ама во најголема мера е или да дувана, или е од некои штабови направени. Мајмуни. Колку добри гледачи имаме, дури ни кажуваат дека името не подсетуваат дека е било Коце Трајановски градоначалникот во коментари. Видите сега, тоа е моја слабост, малку со годинки да. Не е слабост, тоа ум једење, или за лете или за зиме. Со мене беа двата сина и Билјана и они внимава да не направам Белја. Од 4 сина, баш 2 сина што не. Никогаш не сте направиле Белја. Продолжете се само така како што сте. И ево Коце Трајановски ми текна, а пази се знам со него од 98 година, кој беше пратеник.
канцеларијата ми беше до собранието, многу често пиевме кафе заеднички и јас тврдам дека тој е градителот на Скопје, нека зборат кој што сака за 2014, не е само 2014, тој го изгради Скопје. Па го прашува од каде код се ги најде овие кружните токови, не е далеку, вика Нови Сад, вика, отидовме, видовме, вика, да не зборам за светските метрополи, тој ни го модернизираше Скопје. Еве се случи да не ми текнува името. Заборавањето не е многу толку лошо. Се до оној момент додека не се го заборавиме името. Како се викаме. Да. Премиерот Мицкавски на 14-тиот меѓународен форум за енергетика и одржлив развој во Скопје изјави дека енергетиката е поставена високо на државната агенда, не како техничко, туку како национално и стратешко прашање. Во неколку наврати тој нагласи дека оваа област станува дел од државната визија за економска и безбедносна стабилност. Како вие го толкувате поставувањето на енергетиката како национален приоритет и дали е тоа реална стратегија и визија за едината или повеќе политичка порака насочена кон внатрешната и меѓународната јавност со цел да се покаже лидерство? Да знаеш дека навистина е национален приоритет. Тоа факт е дека не е моја. Малку контравезно прашање, во ние бараме такви прашања за да знаеме што. Ама ќе ви изненадам сега со еден пример. Значи, вчера во Демир Капија се собравме роднините од Франција, Србија и Македонија, правевме некој мини самит и имам еден братучет кој е експерт за економија и за финансии, Јордан Трајков, и се обидуваше да ми каже мене, која ме е пострана, ја му реков, иднината на Македонија е во развој на земјоделието, тој ми вика, Басе, да, ама вика, сега ќе ти кажам нешто друго. Иднината на Македонија е, вика, во енергетиката. Со што сме најбогати, ја дал Господ така вилги, викам, сонце и природа. Па се кажа, вика, ние сме сонцева земја, ние треба да направиме стратегија за следните 30 години, вика, обновлива извори на енергија, не плодоносното земјиште, него онаа другото, да го дадеме не под концесија на странци, ми даде еден програм на секој македонец. Норвешка што направила со гасот, некој фонд, сите приходи од гас оделе на секој норвежанец по толку и толку, тој вели дека ние можеме енергијата што ни доаѓа од сонце, енергијата што ни доаѓа од вода, ако ја ставиме приоритет број 1 национален на владата, однапред се продаде во странство, а тоа го можат нашите политичари, нашите економски експерти, дека секој македонец покрај платата, покрај пензијата, покрај социјалниот додаток и не знам кои други бенефиции што ги имаме, на месечно ниво ќе има определен квантум на приход како семејство или поединец кој уложил во енергетика, тоест производство на енергија преку овие фотоволтаици. Ја му викам, да не, ги гледам поставени во поле. Тоа е погрешна стратегија, вика. Имаме многу ридови, имаме, вика, многу шуми, имаме многу голи површини, вика, сето тоа стратезите, вика, добро економските експерти и овие што се бават со градежништво, ќе го добро ќе го осмислат, вика, Македонија во следните 30 до 50 години, вика, ќе има раст и развој. Ја му поверував, верувај ми. И сега да се вратам на прашањето. Го поддржувам премиерот, ја поддржувам оваа власт, енергетиката да ни ја ставува на преден план, а и гледам ова министерката е малку растрчена, неле она од тој бизнис сектор дојде и присутна е на сите европски, светски и регионални состаноци, ни ги носи овде, како сакат во главата да ни кажат дека доста е со загадување, доста е со нафта, ова, она, имаме ние што треба да се организираме и он, да не заборавиме на големата инвестиција, во минатата година дојде 500 милиона долари од американците за 3-4 општини на мојот исток, со оние вртелечките јадковела. Значи, иднината на Македонија е во тоа. Така, во говорот беше нагласено дека енергетската стабилност денес е прашање не само на економијата, туку и на националната безбедност. Од аспект на правна и институционална одговорност, но и според ваше
искуство како поранешен обвинител и аналитичар, каде ја гледате улогата на државата, дали во креирањето политики, планирањето на регулацијата или во обезбедувањето контрола, транспарентност и отчетност кога станува збор за големите енергетски инвестиции и проекти? Во сите три области, во сите три нивоа ја гледам. И иднината и безбедноста. Еве да ве потсетам. Ковачевски и неговата екипа за малку чебрен козија ќе го дадоа на грците. Тотално ќе ни беше срозена безбедноста. Тотално зависни ќе бевме од јужниот сосед. Се дигнавме, граѓански сектор, опозиција, го спречивме тоа. Ако во следните години успееме нешто со чебрен и козјак, ние ќе бидеме обезбедени, ние ќе сигурност една безбедност ќе добиеме, бидејќи без енергија нема ништо. Знаеме, без енергија нема ништо. Се ќе застане и ние ќе бидеме своји на своето. Доста да гледаме само концесии. Чекај бре луѓе, има паметни луѓе и тука во Македонија. Значи, зашто не гледаме концесија, ама на наши познати луѓе од Македонија иселени, па успешни во Канада, во Австралија, во Европа, во Америка, а не све на странците. Јас сум голем противник ова тихом овие монополи што се дадоа на странците. Чекаме, зашто ние не можеме? Немаме способни. Ајде, 10 луѓе ќе ги оспособуваме во Минхен, Берлин, ќе ги оспособуваме во Вашингтон, DC, ќе ги оспособуваме било каде во Австралија, во Канада, ќе ги вратиме за 3 години, ќе можеме и ние да раководиме. Ама сега, ајде, бидна што бидна. Од тука натаму, све што е македонско е вредно, а ние имаме многу вредни работи, ние мораме да го задржиме како ресурс, мораме да го развијаме, мораме да го експлоатираме, и само така националната безбедност ќе ни биде на доволно високо ниво, каде што нема секираме дека сме зависни претерано од бугарите, од грците и да речеме ево тука ќе завршам. Има кај нас, сега можеби ќе ве разочарам, 2-3 фракции кои многу, како се вика, протестираат екосредина против руднициве. Да се разбериме. Македонија е богата со рудни богатства. Ако ние го употребиме технологијата на 21. и 22. век, каде што нема загадување, ние ќе станеме една од најбогатите земји на Балканот и на Југоисточна Европа, тогаш ќе се оствари она Швајцарија на Балканот, затоа што кај нас има злато, кај нас има бакар, кај нас има сребро, кај нас има лорандит, кај нас има нешто што го нема нигде, неутриното на светот. Дајте да се развиваме малку и науката да развиваме. Што ќе рече, што е наше да си го заштитиме и јас само така ја сваќам бети безбедноста национална, да не сме зависните од србите, од хрвати, сега примери давам, не мислам ништо лошо, те од грци, бугари или она. Не, дајте да развиваме, ние да покажеме дека можеме ние со наши сили, со наши ресурси, онај ноу-хау што го велиме, а ноу-хау, дај да го преведиме бе. Да, знаеш како. Ти треба стратегија, прво доктрина, ти треба стратегија, ти треба тактика, ти треба техника. Бујрум работи, биди ефикасен, донеси резултати, ќе има успех. Во Македонија се има, како што рековте, а поговорката вели народната, и од пиле млеко има. Едно нешто фали во Македонија. Малку повеќе ум. Друго се има. Не, да го имаме, ама да го вклучуваме кога треба. Малку повеќе. Да. Во право си, многу си во право. Секоја голема стратегија, особено во предизборен период, има и своја политичка тежина. Колку и како ваквите визии и иницијативи, но и настапи, може да влијат врз перцепцијата на јавноста и изборниот процес, дали граѓаните ги доживуваат како реални реформи или како дел од политичка комуникација, односно наратив во пресред на избори? Јон, тука има и едното и другото, да ти кажам. Информираните граѓани, инклузивните, оние што партиципираат во демократијата, веруваат во ова,
веруваат. Перцепцијата нивна е дека може да им се верува на политичарите и ете со излезноста го покажува тоа. Ама еве, овој пат имавме најниска излезност на локални избори, значи оние кои не ги интересира политиката, оние кои се разочарани, оние кои дигнале рака од некои работи, да не забравяме дека ние имаме и многу селско население, ние сме во добар дел рурална држава, се не заинтересирани, кај нив многу не влијае. Без разлика што се случува, тие остануваат дома. Јас секој пат, ја имав кампања сега пред изборите, излези и гласи, на книга имам напишано 2008 година, лично и сам. И ги кажувам поентите и викам, седите дома, ништо не допринесувате. За вас, нула. Ако излезите, ако гласате, ако за било која опција го дадете гласот, и ако се погоди фреквенцијата за таа опција, значи тоа ти се како капки кои се слеват во еден голем сад, или ева нека биде езеро, море или не знам што. Ако се погоди фреквенцијата иста, твојата опција победува. Значи ти го креираш политичкиот општествениот живот во државата. Ама со активно учество во демократијата, во најшироката форма на демократијата, изборите. Гласање, активност. Пасивност дома седење не помага. Значи, тука сум пола-пола и влијае, ама на едни, и не влијае, ама на други. Така, еден од нашите гледачи има убава дефиниција дадена. Ајде. Ум има, ама упатство за употреба нема. Алал да му е. Алал да му е. Тука сме засегнати ние повозрастните од инеле. А не се става Треба да имаме и да им покажеме на младите. Ама браво, алал да му е, ја прифаќам. Ја прифаќам. Значи треба малку кога зборе преска за алатките. Треба нешто да напишеш као упатство, као програмче со активни мерки, со она и етите го упатството. Практични, да бидеме практични. А како рековме на почетокот, жените се практични, жените се рационални. Ајде малку да учиме од жените. Господине Костов, лидерот на СДСМ Венко Филипче за време на кампањата во вториот круг рече дека граѓаните се разочарани од владата и од Мицкоски и дека бил очигледен падот на поддршката за ВМРО од ДПМН, додека Мицкоски тврди дека локалните избори го покажуваат спротивното. Од ваша експертска и аналитичка перспектива, како го толкувате овој контраст и што всушност кажуваат резултатите на терен за довербата на граѓаните во овие два политички субјекти во Македонија? Бети, ќе се обидам овој пат да бидам ироничен и малку саркастичен. 8 месеци му предлагам и го молам Филипче да дојде да ми биде во лидер соговорник. Ми ветува и не ми исполнува. Па вака ќе речам. Па да, во право е. Ама еве како е во право. ВМРО во првиот круг победи во 33 општини. Тој победи во 3. Во 33 се состои 11 пати. Па ако е тоа намалување, и одма да споредам со поранешните избори, во првиот круг ВМРО победи во 22 општини, значи имаме зголемување за 11 општини, тоа зголемување е 1/3 од прилика, и сега бројките го демантираат овој лидер на СДСМ. Јас во тек имам една анализа и кај мене на Facebook и во, како се вика, во Курир, а и се трудам од време на време нешто прозборувам и во Радар, во мојот подкаст, велам. Доста е гледан. Добро водите со Радар. Благодарам. Ќе видиме. Моќта на бројките и убедувањето на зборовите и делата. И на едното и на другото, партијата и коалицијата што предводи Филипче, киксна. Значи, многу се, уствари на моќта на бројките не киксна. Бројките што ги остварија, се кажуваат. Се кажуваат. Намалување на советниците, намалување на гласачите што излегле за нив да гласат, намалување на освоените градоначалнички места, тоест општини. Во вториот круг тие водат, мислам, во 5 општини, а во останатите до 44, ако ги исклучиме десетина каде што водат Дуи или Влен, во другите, па сега колку 33, едно 20 и кусур,
5-6 води ВМРО. Се очекува да добие битката, или најголеми шанси има да добие битката, и што правиме сега со тие бројки? Значи, историски најслаб резултат ќе постигнат, иако мислам ќе бидат повеќе од четворката што ја имат освоено таму пред неколку си години циклуси, 4 општини, ама тоа е срамота. Пази, кругот се затвара, рекол Манчевски, а ја подпишувам во Before the Rain. Едни избори локални изгубија, председателски изгубија, парламентарни изгубија, втори локални. Еве тие потврдата дека ВМРО е во раст. Нека не мешат баби и жаби, па да ја спомнуваат бројката од парламентарни и председателски избори со локални. Не, ќе спомнуваат со финални резултати изразени во градоначалници и советници. 550 советници во ВМРО, а на минатите избори 498. 52 зголемување. Каде е тука намалувањето? А гласачите да се намалени, ама да не држам сега, да не го замарам аудиториумот, што значи 6 изборни единици, што значи гласање за 20 на листата се, а што значи овде 80 единици, општини, плюс градот Скопје, од 9 советници најмалата општина, до 45 најголемата, тоа е градот Скопје. Тоа се различни пропорции, тоа се различни мерливи единици и затоа со помал број на гласачи се добива подобар резултат. И, ајде, не знам дали прошлиот пат ова го зборевме, не сме го збореле, не сме имале емисија од првиот круг до сега. Ај вака, ако они прашуваат каде им се тие 130-140 илјади гласа на ВМРО, па ја вака ќе ви кажам. Ова го имам изјавено во еден друг медиум. Ако тие гласови ги додадеме на ВМРО, ВМРО ќе стане апсолутен победник во сите општини, а тоа е неизводливо, бидејќи со толку гласови он ќе е 50% плюс 1 од 900 излезени илјади гласачи. Ќе има веќе 450 плюс, а резултатите велат секој што ќе остави 50 плюс победува. Ами што правиме? Каде се победите на Влен? Каде се победите на какви такви и толку во 3 општини на ДУИ и каде се победите на СДСМ? Значи тоа е практички неизводливо. Факт е дека излезноста е намалена. Ама ајде да спроведиме со Западна Европа, со Америка, со Австралија, Канада. Ние сме над нивниот просек. Па сега граѓаните, тоест политичките партии, учесници на овие избори, толку успеале да анимираат. Цирка 48%. Не е, се уште не е срамно, се уште не е бедно, ама трендот е малку загрижувачки. Доколку наследните избори, а први ќе бидат парламентарни, не го зголемиме, тоа треба да се замислиме, а ја мислам треба уште утре во понеделник, задутре, да се замислиме да го менуваме моделот, да ги менуваме цензусите, бидејќи очигледно овие цензуси на оваа демократија сега што имаме, кои се дадени од 2002 година, веќе не одговарат. Бети и он. Мораме нешто со времето да смениме. И само така. Задолжително гласање. Да. Не, ќе видиме тоа дали е остварливо, ја не знам. Ама како е овде остварливо? Јомбе нека биде една од опциите, зашто само право, а не и должност. Уставно право, не и должност. Дај да видиме, ќе разгледаме повеќе опции, можеби комбиниран мнозински пропорционален систем, кој што имавме 98 и резултатите не беа лоши, или па да се вратиме на мнозински кој е убитачен за мали и средни партии, таму само големите преживуваат, или да ќе смениме формулата. Не мора да е донт. Има уште други 9 формули. Ќе избереме некоја друга со праг, без праг, минимален праг, висок праг и така натаму. Отворени листи, ама ја не сум љубител на отворени листи. Друг пат ќе објаснам зашто е тоа така, далеку сме немаме ние таква култура политичка и така натаму. Така да, Филипче, јас го жалам да ви кажам. Ја не сум против Филипче. Ја му нудев и помош на Филипче. Ја му укажував што треба да направи со партијата, како аналитичар, и неколку други, тој не послуша. Тој само направи шминкање, површински сјај на партијата и еве партијата му падна на ненормален минимум. Сега, ако е паметен, од понеделник целосен рез, нова реформа, освежување, ново вбризгување на нова свежа крв, само така СДСМ ќе стане достоен противник на ВМРО на политичката сцена. А на ВМРО му треба така јак
противник. Ако ВМРО нема достојна опозиција, ВМРО ќе забега луѓе, колку да имаме симпатии, колку било што историјата кажала дека мора да имаме коректив. Коректор, да. Коректив како СДСМ е срамен коректив. Во светло на овие изјави и анализата на теренските резултати, кои фактори, политички, социјални или економски, најмногу влијаат на тоа како граѓаните ја оценуваат владата и како тоа ќе се одрази на локалните и евентуалните предвремени парламентарни избори? Мислам дека предвремени парламентарни избори не треба да има, ама за тоа одлучува Мицкоски и коалицијата што владеат, бидејќи ќе испадне секоја година гласаме, се истоштуваме и губиме економски поени. Резултатите, впрочем, кажува дека не треба да има предвремени избори. На изборите имаме еден победник и тоа голем победник, тоа е ВМРО-ДПМН. На изборите имаме втора партија, се уште е СДСМ. На изборите имаме позитивно изненадување од ВЛЕМ во две многу битни општини. Тежок пораз му нанесе на ДУИ, и се они се вадат со советниците, имале повеќе советници од Лени така натаму и така натаму. Како и да е, утре победата очекувам да се потврди во Куманово, знам. За центар не сум сигурен, битката ќе е голема, ама не сум сигурен дека ќе има таму победа. Како и да е, еден ќе бидат. Куманово е најголема општина во Република Македонија, да не забравиме. Почетно се позиционираше, знам, со 44 советници во 27 општини. Ако земиме компарација со Левица, има 3 на првите локални избори кога тие настапуваа, па има 49 на минатите и има сега 66. Пази, знам, стартува со 44. Значи многу повеќе од Левица, која се прогласи за победник само ради тоа, Амар Мециновиќ отиде во втор круг со 30.000 гласови, а Орце воде со 91.000 гласа, без малку 91.000, 61.000 глас разлика. Моето искуство кажува, светското и европското искуство кажува дека таков резултат, такво водство не се стигнува. Тука негде со мини анализата завршувам и лично мислам, изборите се веќе одлучени во најголема мера во првиот круг. Ова е голем бран ќе се одржи и во вториот круг. Нешто спектакуларно нема да добиеме, иако една симпатична фаца, тоа е противникот на Максимус, на Максим Димитриевски, господинот Диро од Куманово, вели, чудата се можни, ќе се случат во Куманово. Сега некој ги очекува и во Карпош, некој ги очекува и во Тетово, некој ги очекува и во Кичево. Лично мислам, нема да се случат тие чуда. Јас во следната ваша емисија се извинувам на гледалиштето од причина што сум промашил. И Диро, господинот Диро ќе биде во право. Ама ја мислам дека тоа е многу подалеку од реалноста и од вистината колку тоа што јас. Една од најкоментираните теми во текот на локалните избори беа повиците за етничко гласање, особено во вториот круг. Некои кандидати, вклучително и дел од коалицијата на ВМРО-ДПМН, беа критикувани дека со такви пораки ја поткопуваат идејата за обединувачка политика. Лидерот Мицкоски реагираше остро, нагласувајќи дека коалиции треба да се градат врз вредности, а не врз етнички линии и дека за такви пораки нема место во современа кампања. Господине Костов, од ваша перспектива како политички аналитичар и експерт за изборни процеси, дали ова е изолиран инцидент или сигнал за подлабок проблем во начинот на кој се водат изборните кампањи и се градат коалициите во Македонија? Јас само едно ќе кажам, Јон. Можеме да сме му благодарни на Мицкоски, немам намера да го квалифицирам, ама што изреагира така. Значи, ние етничките енклави, за кои ја 2020 година во книгата Победа по секоја цена, Zero Sum Game, напишав дека имаме 10-15 етнички енклави, каде што во главна улога се албанците, а добар дел имаме каде што се само македонците. Тоа не смее да ни се случува. Тоа не е соживот. Тоа не е living together. Тоа не е заедништво. Тоа не е ни политика на 21. век. Ние треба
да се однесуваме како граѓани во вистинска смисла на зборот, да го даваме својот глас за најдобриот, без разлика дали е албанец, без разлика дали е турчин, ром или македонец. Во сите овие во македонскиот народ и во малцинствата, иако уставот наш вели дел од народите, јас си го употребувам меѓународниот израз, поим за тој дел од публиката од народот, тоа се вика малцинства, имаме способни луѓе, имаме доктори на науки, имаме магистри, имаме луѓе специализирани во странство, дома. Значи, апсолутно не треба на сотир да му е баук, кога ќе дојде некој пат времето, да гласа за албанец. Доколку мисле дека е неспособниот. Обратно, албанец да гласа за македонец, јас да гласам за турчин и така натаму. Очигледно ние сме далеко од тоа, затоа на почетокот реков, а Лауда Мојна Мицкоски се надмина, повика да не правиме етнички гласања, и ја мислам дека утре нема тие да се случат, ќе има малку влијание, бидејќи најслабата карика во владечката коалиција, Касами, секој пат истрчува. Значи, он тоа го правеше и со СДС кога беше на власт. Па излегуваше, па влегуваше. Еве сега истрча, човече, битката не му е завршена во Тетово. Така да не сакам да навлегувам во некои работи кај што не сакам да ги зборувам. Не е мој стил на такви етнички напаѓања, одобрувања или неодобрувања. Му одговорија, пази, не му одговори Сотир Костов. Не му одговори Јон, му одговорија колегите од Влен му одговорија. Да. Не е битно, ќе дозволам ни Мицкоски што кажа. Битно е неговите колеги што кажа, значи он ја прескокнал коалиционата маса каде што седат и се договарат, истрчал сам, за Кичево се виде дека многу водиме, а пази, води човек кој жена има албанка. Па ти се молам, значи тоа има ли поубав пример од тоа? Нема. Нема, апсолутно нема поубав пример. И ја мислам малку го вратија да на местото каде што треба да биде. Се надевам, не сум сигурен до крај, се надевам дека во недела ќе имаме едно културно однесување на граѓаните во општините каде што треба да се гласа. Еве јас одам во Кочан, имаме втор круг и ќе се гласаме за оној кој мислиме дека треба да гласаме. Така. Ако има некои си искакања, ќе го покажат резултатите, а мислам дека ќе бидат или сведени на минимум, или нема да ги има. Како ваквите пораки се одразуваат врз стабилноста на коалициите, јавниот кредибилитет на партиите што се представуваат како обединувачки политички сили? Лошо се одразуваат, ама ова нема да влијае на коалицијата, многу е стабилна на државно ниво. Видите, тука имаме еден чуден триаголник, се уште име не сум му нашол, бидејќи не е бермудски триаголник. Морам да го смислам некое име, бидејќи јас сум љубител на метафорите. Локомотивата напред оди, ВМРО ДПМН. Следи во првите вагони Влен и од време на време некој вагон ќе сака да искочи. Ама затоа го имаме корективот знам, кој апсолутно не се секира за својот рейтинг. Тоа е Максимус, мојот пријател Максим Димитриевски, кој знае да даде критика во поголем број случаи на однесувањето на некои поединци во Влен, а некој пат и во ВМРО ДПМН. И никој пат не си замеруваат, секој пат кажуваат дека тоа е нормално за една голема коалиција. Се додека така функционира оваа коалиција, не е загрозена. Ако докрај, не дај Боже, се случи нешто во Кичево, па ако сакате и во Струга, ако имаме лепење на левици, на сели, мели, дуи, муи, најмај, тогаш ќе треба да се прииспитат малку. Ама знаеш како? Не треба да има апсолутна победа. Не мора коалицијата на власт сегде да победи. Ама таму кај што води со 6000 гласа, да речеме, се не знам отприлика така некако беше во Кичево, таму кај што води со повеќе од 10.000 у Куманово. Сега слушам некои комбинации, да не кажам срамна еден израз е какви се тие комбинации,
ќе изгубил Максимус. Кај бе ќе ги најдат тие гласови? Првиот круг, Диро, господинот почитуваниот Диро, губи со 11.000 гласа. Ај сега кажете ми демотивирачко СДСМ, а тој е излезет од СДСМ, не го ставиле за кандидат во СДСМ, си е граѓански активист, граѓанска листа, браво, си освои некаде 5-6.000 гласа, алал да му е. Каде он сега ќе освои некај 20.000 гласа за да победи Максимус? Многу тешко. Ќе се залепеле Дуи, Левица, СДСМ. Ами каде е Влен? Па и Влен е присутна во Куманово. Пример го давам Куманово. Истото важи за Кичево, истото важи за Струга, а никој не сака да го зборува Гостивар. Најголемиот пораз на коалицијата на Дуи, а најконкретно на алтернатива на имаме неле две алтернативи на Села и на овој како се викаше другиот. Арбен Таравари. Молим? Арбен Таравари? Таравари. И да ме прашам, знаете каде е Таравари? Знае некој каде е Таравари? Да. Најголем пораз е Гостивар. Не успеа да анимира, бидејќи тие таму водат. 30% плюс 1 излезените за да им се успешни изборите. Мојата маленкост Сотир Костов ги прогласува за најголеми губитници токму нив. Прво Арбен Таравари, неговата алијанса, па на Села алијансата, па Дуи на Али Ахмети, па нај. Тоа е срамота. Гостивар е многу битен град. Гостивар е дел од Македонија. Зошто Гостивар не се зачувани, не се остварени стандардите на демократското гласање? Нека се замисли некој во главата што правеше пред изборите и како граѓаните го казнија. Господине Костов, од аспект на вашето правно и обвинителско искуство, каде ја гледате границата меѓу политичката реторика и можноста за прекрашување на изборниот законник и уставните начела за рамноправност на граѓаните? Ова е малку тешко прашање, да ти кажам. Знаете како? Секој пат има прекрашување на она што е законска норма и уставна норма, ама демократијата вели дека тоа треба да се спречува и да се надминува. Не можеме ние идеално да гледаме дека нема идеални политичари, нема идеални лидери, нема идеални партии и секој пат кога историјата кажала на Балканот и во Македонија партијата, лидерот, поединецот губи, прави такви прекрашувања. Јас лично мислам треба да го гледаме во изолирање на такви случаи, во посочување на таквите случаи како негативна појава и во надминување на истите, а тоа се надминува само со издигање на нивото на политичката култура, ако сакате и изборната култура граѓанска, на повисоко ниво. Не би можел нешто поконкретно да ти кажам, бидејќи тоа е многу флуидна работа. Многу луѓе мислат нешто дека е прекршување на избирачкото право. Не. Тоа е само некој прекрашок за време на избори. А процесот на гласање си тече. Тоа многу добро Дик го објасни, Кондорко го објаснија, дека овие избори беа можеби најдобрите избори до сега од аспект на фер, демократски, слободни и кредибилни. На минимум сведено прекрашување на процесите на избори и повредување на избирачкото право. И сега одма истрчаа Левица и СДСМ, во општина, ова агитација. Не. Тоа се нус појави кои се не спојави со изборниот процес и демократијата, ама тие не се строги прекрашување. Процесот е прекрашен кога е стопиран, кога е прекинат. Немавме кршење на кутии, немавме такви прекини, имавме минимални во 2-3 места фингерпринтерите не работеле, се помина на UV ламба. Готово се. Истера процесот, за пола саат се продолжило тамо гласањето, претпоставувам, и процесот си е завршен. Така да оваа работа е малку еластична и тие што велат дека има такви прекршувања треба со факти и докази, аргументи и докази да го докажат, ама секој пат треба да сме свесни дека тие работи се можни и треба да се трудиме тие на минимум да ги сведуваме. Дали санкции како партиска одговорност или разрешување се доволна реакција или државата треба системски да воспостави стандарди против етничка манипулација во изборни кампањи? Па ја мислам ова второто. На повисоко ниво е, покултурно е и кога ќе поставиме повисоки стандарди,
кога ќе поставиме култура на соживот, ама во вистинска смисла на збор. Не само декларативно, тогаш ќе сме многу поуспешни, а оние санкциите, да ти кажам, се во доменот на репресија, моментално помагат, ама долгорочно и на среден план не помагат. А кога превентивно действуваме, успехот е многу по-загарантиран. Јас сепак сум за преваспитување, јас сепак сум, како што вие велите, за повисоки стандарди во демократијата и во изборното право, а репресиите само ако мораме. Ама сега знаеш како го спомнавте, ако добро чув, исклучување. Секоја неинклузивност, секоја казнување на луѓето поединци, да ги ставиме надвор од демократијата, од процесот на демократија, за мене е негативен, да ти кажам. Ама ја и така сум васпитан, и јас секој пат повеќе сакам превенција од репресија. Репресија признавам каде што е загрозен човечкиот живот и каде што е одземен човечкиот живот. Значи, кај крвните деликти, кај деликтите против животот, телото и така натаму, сега да не објаснувам многу, таму да, али во сите други области на модерното живење, на современото живење, на демократијата, на плурализмот, јас сум за превенција, ја впрочем и тоа го работам. Јас сум за едукација, за тренинг и обука, значи едукацијата е зголемување на знаењето. Тренинг ти е да си во кондиција. Обука ти е да во пракса знаеш да го спроведеш, и ако сето тоа тие три области ги подигнеш, ние ќе добиеме и граѓани кои знаат, и граѓани кои умеат, и граѓани кои се независни, и граѓани кои нема да дозволат лидерот Рајко, Петко, Ваков, Онаков да му влијае, граѓани кој ќе си иде и глачето, ќе си го земе ливчето, ќе се заокружи сам, без влијание, и ќе си гласа. Он имал влијание претходно, тој не му е извршено преку персуазија. Персуазија е влијание на француски, знаете. А затоа постојат изборните кампањи, ама тоа е на културен начин, тоа е преку медиумите, тоа е преку социјалните мрежи, тоа е во директните контакти, тоа е како беше face to face, door to door, и тоа се работи преземани од Западот и кои се и легални и легитимни, и такво влијание е добродојдено. Ама она уцената, она притисокот, она зетти снаат и ке литат, керкат и нема да го вработам, ја не ги признавам тие работи и сум голем борец против тоа и мислам дека такви работи треба да останат зад нас. И во најголема мера и се зад нас. Има уште, ама полека се во опаѓање. Може ли повиците за етничко гласање да се третираат само како политичка реторика или тие веќе навлегуваат во зоната што може да биде во колизија со законите и уставот, односно правно проблематично? Ова второ, опасно е. И на краток, и на среден рок, и на долг рок, тоа е опасно. Тоа е сепарација. А сепарацијата носи сегрегација. А знаеме американското општество што доживеа во 60-тите и 50-тите години. Значи, тоа апсолутно не е потребно. Да се присетиме, ние сме мултикултурно општество, ние сме унитарна држава, ама во која живее еден народ и голем број малцинства. Ние мораме да живееме не еден до друг, еден со друг. Ние мораме да делиме улицата, ние мораме да го делиме паркот, ние мораме да ни одат заедно децата, внуците на училиште, а не да ги одделуваме у етнички чисти. Правиме сегрегација. Против тоа. И затоа ова второ реков, сте во право, е опасно, а не дека немат влијание. Напротив, големо влијание. И сето тоа во корен треба да биде сосечено. Господине Костов, во вториот круг на локалните избори, коалицијата Вреди се надпреварува со своји кандидати во општина како Тетово, Гостива, Струга и Дебар, а ВМРО, ДПМН во многу од овие општини нема своји кандидати. Логиката на коалицијската поддршка би требало да гарантира дека гласачите на ВМРО, ДПМН ќе ги поддржат кандидатите од Вреди, но дали тоа ќе се случи, особено по повиците за етничко гласање и реакциите од партискиот врв на ВМРО ДПМН? Дали постои ризик од воздржаност или конфузија и како тоа потенцијално може да влијае на резултатите на кандидатите од Вреди во овие клучни општини?
Па, таму кај што вие живеете и екзистирате, се вели we will see. Ние ќе видиме. Ама ова не е вистинскиот одговор. Види, Јон, коалиција е конгломерат од повеќе политички субјекти. Кога таа коалиција одлучила да се здружи и кога таа коалиција одлучила здружено да настапи на избори, одма доаѓа сега зборот стратегија. Стратегијата вели вака: јас сум јак таму, таму, таму и таму, ти си јак таму, таму и таму, третиот е јак таму, таму и таму. Ајде да видиме дали е тоа. И сега едните ќе рипнат, секој пат помалите рипаат. Јас сум учествувал во такви договори. Последен пат 2000 и 2002 сум учествувал во заеднички штабови на повеќе партии и не ќе ми го даеш ова општина, не, јас ќе имам ваму кандидат, не она. Кога сето тоа ќе се изгланца, кога сето тоа ќе се нивелира, тоа се вели стратегија за настап на избори. И сега тука се знае, јас тука малку и реториката на медиумите замерам. Особено на овие класичните медиуми, да не ги кажувам со имиња телевизиите кои први повикаа етнички вака, етнички онака. Па се разбира, ако овие три партии се договориле за нешто, дека тоа треба во пракса да се реализира. И еве го во првиот круг прекрасно функционираше, се реализира, па дури и ја пријатно изненаден независен кандидат во Струга, подржан од Влен, води со 2-300 гласа. А знаеме, таму е многу јака алтернатива и дуи се јаки. Мерковизмот, неле, таму беше 20 години. И сега ја тука не гледам повик за етничко гласање, ја само гледам поддршка во смисла на реализација на договорената стратегија. Јас само така гледам, ама ја имам големо искуство. А оние што немат искуство и оние што сакат, ја ги викам тие подбуцнувачи, да направат подбуцнување, како велите вие, хаос да направат малку, да ги збркат работиве, и еве, ќе повикат, ќе кажат дека ова вака ќе се случи, овој нема да гласа ваму, овој ќе му врати ваму. Не, ја мислам утре работите, по моја некоја проценка, меѓу 85 и 95% ќе бидат реализирани како што се договорени. Никој пат немаме реализација од 100%, бидејќи тоа е еден идеал кон кој може би стремат политичките субјекти, ама не се остваруваат, знај зашто? Па има и противници. Па нели во трката учествуваат и други. Па има некои си објективно-субјективни обструкции. Па има превиди. Па има еве изненадување првиот круг, мала излезност. Сега ќе видиме, нема да биде поголема излезноста во вториот круг, ама нема да биде драстично намалена. Може би на ниво, може би плюс 2-3 долу, може би плюс 2-3 горе. Тука негде ќе биде. Секој пат така кажува традицијата на локални избори, втор круг. Ама што е, тука е. А реално треба да ги оценуваме работиве што утре вечер после 8 саат, после 7 саат ќе ги добиеме. Јас мислам, нема да има, ево како да ги наречам, изненадување благо или нуспојави. Ама не велам апсолутно дека тоа ќе биде. Можно е негде да бидеме изненадени, бидејќи гласањето е жива материја. Имаш престројување за втор круг. Сега, тоа престројување, како искусен човек кој учествувал 30 кусур години во тие работи, ако е успешно, ќе има изненадување. Ако тоа престројување е невозможно, а ви тврдам, во некои средини е невозможно. Во Куманово јас потпишувам дека е невозможно, голема е разликата, мотивот на другите е мал да учествуваат, каде ќе ги наоѓа диро гласовите. Многу тешко. Ама таму каде што разликата е мала, возможно е да ви кажам, тука е многу битна мотивацијата на симпатизерите, членството е окей, ама на симпатизерите и оние трите категории за кои јас борев порано. Незаинтересираните за политика, луѓето што воопшто не ги интересира политика и луѓето кои се уште не донеселе одлука дали ќе гласат и за кого ќе гласат. Затоа постојат изборните кампањи. И затоа ќе се влијае и кој колку на своето конто ќе додаде гласови, ќе биде успешен, помалку успешен и неуспешен. Така. Во контекст на утрешното гласање за вториот круг од локалните избори, како ја оценувате средбата меѓу Мицковски и Касами и нивниот обид за смирување на тензиите меѓу ВМРО, ДПМН и Влен,
како и потенцијалната поддршка на Влен за кандидатот на ДУИ во Кичево. Дали пораките што ги испратија лидерите после средбата можат да го променат исходот во Кичево? Како тоа ќе влијае врз довербата на граѓаните во коалицијските односи и дали може да ја промени политичката стратегија на самиот ден на гласањето? Какви сценарија можеме да очекуваме утре? Многу студиозно обмислено и поставено прашање. Ама знаеш како? Ја лично мислам дека прво Касами го смирија неговите, останатите двојца-тројца лидери, а после Мицковски. Се излегува они со соопштение, за мене тоа е валидно соопштение, а Касами како поединец си го кажа своето. Секој пат мнозинството победува, секој пат над последна волја, во последна инстанца, е она што изјавила коалиција. Таа средба, сега во вториот дел ти одговарам, за мене е позитивна. Се гледа дека некој имал слаб ден. Таа средба покажува дека коалицијата функционира. И ја лично мислам дека ќе има резултати од тоа нивелирање и пеглање на ставовите. Иако мислам дека не се работи за баш така нивелирање и пеглање на ставовите, бидејќи Касами е поединец. Ако на средбата беа и останатите лидери визави Мицковски, можеме да зборуваме за проблем во коалицијата. Бидејќи тоа не беше случај, Сотир Костов цени дека тоа не е проблем. Сега, како тоа ќе се одржи? Ја едно знам. Нај и ДУИ утре најсилно ќе ударат во Кичево и Струга. Тетово им е изгубено, мислам. Ќе видиме дали ќе ме демантират утре тетовчани. Сега, тие удари, метафора е ова, треба некој да ги издржи. Клучот во Кичево, сега во првиот круг беат сите тие што гласаа за кандидатот на ВМРО-ДПМН. Мокрино гласање, разликата е драстична. Тие удари сега ќе ги одлучи Лимани со својот корпус на гласови. Како тие ќе се распоредат? Сите не можат да се распоредат, ама ако во доволно мера да се распоредат, ДУИ немаат корпус на гласови каде? Чартер летовите се помалубројни, автобусите се помалубројни, од страна доаѓање, нема гласачи. Тие се. Ама ајде да почекаме уште еден ден, па да видиме ова што го зборуваме јас дали е така или ќе биде поинаку. Јас гласам дека ќе биде така. За Струга се воздржува. 200 гласа за толкава општина е малку. Тоа е независен кандидат, докажа дека има кредибилитет, докажа дека стужени сакат да му веруваат и да му даат да управува соопштение во следните 4 години. Што ќе се случи, ја не знам. Како ќе има таму за прв пат денеска, во некој си важен контекст, ќе ја спомнам Левица, можеби таму и Левица ќе малку одлучува, иако таа нигде досега не одлучуваше, па се надевам и утре нема да одлучува, бидејќи апла, да не речам анти, кандидираше Гостивар, Струга, Кичево и така натаму, а не кандидираше во Велес, не знам каде, Прилеп или Битола. Тоа е моето предвидување, да ви кажа, и мислам во неголема мера ќе се оствари. Останува да го поминеме денот, да преспиеме, утре кој треба да гласаме, да идеме да гласаме и да ги очекуваме вестите после 19 часот и да се надеваме дека се ќе биде како во првиот круг, па дури и подобро, бидејќи помало е квантумот на луѓе што ќе гласаат, и да се надеваме на резултати онакви какви што кандидатите заслужуваат. Дали според вас ваквите чекори представуваат исклучиво тактички потек поврзан со изборниот процес или пак можат да се сватат како најава за подлабоки промени во односите меѓу коалицијските партнери и во довербата на јавноста, што би можело да има пошироки политички последици по изборите? Можеби ќе се разочарам, бети ни едното ни другото. Истрчување на поединци кои прво не размислиле, второ си дали многу за значај. Касами не е Влен, Влен се 4 партии, 4 лидери и квантум на членови на 4 партии. За мене истрчување. Мотивот ја уште не можам да го најдам.
дури не сакам да навлегувам. Се плашам да не влезам во некоја зона каде што и јас би разборучкувал некои работи и сега сум воздржан, бидејќи мотивот беше спречен, целта и јас не можам да ја видам јасно, можам да ја наслутам, демек Кичево Струга се албански, што не е точно. Се сеќавате во Струга што се случуваше со Бучковски. Се сеќавате на таа политичка накарадна географија што ја правеа. И важи и за Кичево и етите ги последиците сега. Ке кажуваме дека Кичево било воен плен, ке кажуваме дека Кичево било албанско, а ние па ќе видите ќе си го вратиме. Не. Граѓаните има да си го земат и Кичево, има да си ја земат и Струга. Кога велам граѓаните, немој да ми се љутите под еднакво мислам на македонците, на албанците, на турците, па нешто роми има и така натаму. Само они се врховен командант, само они се тие што одлучуваат, а партиите се координаторите и оние што реков ја прават стратегијата и преку тактики и техники ја спроведуваат. Јас само така го сваќам. Сето друго продлабочување на нашите размислувања и вербални изјаснувања на ова што ти со право ме прашуваш е опасно, бети. Не смееме да навлегуваме во тој, ја би го рекол, тој еден израз на Димитар Мирчев, покојниот мој добар другар, професорот и амбасадор, мегаетникум. Иако он мислеше на мегаетникумите во Бугарија, во Албанија, најмногу, ама еве ја сега на микроплан го користам, мегаетникум ќе воведуваме во Кичево, ќе воведуваме во Струга, па луѓе бре, преродбата ни е во Струга бре, Димитровци ни се таму, Миладиновци ни се таму и да не кажувам и други и све, па таму ние стручките вечери на поезијата, дали сме ние свесни, се ежам, тој е најголемиот бренд на надвор од Македонија. Тој е најголемиот бренд наназад со години покажано за Македонија, интерес што е во светот предизвика, не и поетите, уметниците на пишаниот и на изговорениот збор. И не смее тоа да биде уништено. А имаше обиди, да ве подсетам, пред 15 години, кои беа спречени од тогаш најголемата опозициона, не пред 10 години, а сега најголемата политичка партија на власт. Беа спречени, да не забравиме што некој сакаше да направи со стручките вечери на поезијата. Е, во име на тоа, во име на нашите водачи на преродбата, кон Струга мораме да сме коректни, кон Струга мораме да сме граѓански, кон Струга мора да победи татковината, Македонија и заедништвото, мултикултурализмот. Толку од мене. ВМРО-ДПМН освои 33 градоначалници во првиот круг, а нивните кандидати кои влегуваат во вториот круг се со значителна предност. Како ја оценувате оваа доминација и дали и како тоа ја промени стратегијата на СДСМ и коалицијата, како и на помалите партии како Левица, ДУИ и ГРО? Кои механизми на префрлување на гласови би можеле да намалат или зголемат оваа предност? Касно е. Нема квантум, нема општини каде што тоа може да го покажат овие маливи и средниви што ги кажат и он. А види сега за ВМРО-ДПМН, сега не сакам апологет да бидам, иако јас знам и да ги критикувам нив, ама луѓе бре, 7 години што не доживеа. И ќотек јадеа и ги затвараа, и ги малтретираа, и губеа, и порази претрпува и све. Научија, извлекоа поука од поразите, извлекоа поука од раздорот. Јас се сеќавам на еден подкаст кога им реков, еден конгрес, нема два конгреса. За чудо некој ме послуша, а прв јавно го кажав тоа. Значи, научија дека партија не може да има два конгреса. Дека партија може да има некоја конструктивна фракција, а не фракција што сака да подели партијата. Сето тоа, лидерот Мицковски, во кој многу луѓе не веруваа, го издржа, се издигна на ситуацијата, си ја обедини партијата, си привлече коалициони партнери кои му беа паднати на 13 десетина, а сега му се над 20. И човекот почна да реди победи. Тој ќе ги победеше и 2020 година
парламентарните избори, ама му ги откраднуваат тоа. Ја тогаш ги критикувам зашто не си ги одбранија со правни лекови она, ама тоа е зад нас. Па си ги победија локалните 21 година, па парламентарните председателски и еве повторка си прават победа во локални избори. Значи научиле од поразите, значи пораснале, се обединиле. Оттаму доаѓаат гласовите. И што е најбитно, граѓаните го препознале тоа и он. Граѓаните видоа кој кон Бугарија не одбрани, за жал кон Грција не успеа, ама битката е долга и битката има да трае. И граѓаните едноставно видоа дека во 7-8 години го имавме најцрниот, најлошиот, никаков период во екзистенцијата, развојот, никаков развој, ама морам така да кажам, на Република Македонија. Еве сега му даваат поддршка на ВМРО и на коалицијата. Тоа ќе се случи, ја ви тврдам, и утре. Левица си има право да си го бара своето место под сонцето. Дуи го има тоа право, ама и го нема. Дуи е најкорумпирана партија. Дуи е партија што внесе организиран криминал во највисоките врвови на власта и Дуи треба да биде казнета и Дуи е казнета. Дуи затоа плаче, затоа што Мицковски не ја сака. Ви благодариме за учеството во емисијава, господине Костов, како и секогаш причинувате задоволство со вашето присуство на Македонски корени. Ви посакуваме убав викенд. Гласајте, секако успешно утре. До следно ваше учество во Македонски корени, пријатно до слушање и довидување секако. Ви благодарам, секако ќе одам да гласам со еден од синовите. Ние сме таму во Кочани гласаме, останатите во Скопје. И да, толку можевме, еве ни прават обструкции, продолжуваме понатаму, кога ќе се видиме, кога ќе се чуеме, ќе надокрадиме денеска што не можеме да завршиме. Да сте ми живи и здрави до следното дружење. Благодарам многу. Благодарам. Поздрав. Успешен ден. Довидување. Се најдобро, чао. Се најдобро. Секој добро.